Со имплементацијата на проектот Зелена нафта, земјоделците ќе добиваат поконкурентно земјоделско производство. Вака истакна пратеникот од СДСМ Костадинов, кој денеска имаше средба со земјоделци од градско Бадовци, каде информираше дека картичките за поевтина нафта се стасани во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Струмица и земјоделците треба да си ги подигнат. Според него, земјоделците го добиваат ветеното. Очигледно е и задоволството кај земјоделците од оваа мерка, која што за мене, а и за нив од разговорите, обезбедува три клучни работи. А тоа е нормално намалување на цената на самото производство, секако обезбедување на многу поконкурентни земјоделски производи и трето и најважно, преку оваа мерка враќаме пари директно назад кај земјоделците, односно ги подобруваме семејните буџети на земјоделците. Само преку оваа мерка обезбедуваме околу 200 милиони денари или над 3 милиони евра назад директно кај земјоделците. Од тоа кој колкав износ ќе земе зависи нормално од производството кој го има пријавено, видот на производството кој го има пријавено за субвенција. Картички има за сите кои обработуваат земјоделски површини, имаат поднесено и исплатено барање за субвенции за 2018-та. Пресметката за одобрен износ е извршена врз основа на барањето од минатата година. Костадинов не исклучува можноста да се моделира начинот на исплата на зелената нафта во иднина. Нормално сега се работи за градинарски и за полски култури, секако за лозови, за овошни насади, на земјоделци кои што имаат обработливо земјиште, секако и кои што имаат аплицирано за добивање на субвенции согласно програмата за директни плаќања од 2018 година. Ќе работиме на регулативата за да може и да го прошириме целиот тој опфат, секако да видиме и слушаме помеѓу граѓаните дека тие 55.000 земјоделци се задоволни од тоа што ќе имаат можноста да набавуваат зелена нафта за земјоделска механизација поевтина за 30% од редовната цена. Тоа е суштината и тука треба да го ставиме фокусот. Затоа што, како што реков, земјоделието е наша основна и многу важна стопанска гранка. Министерството за земјоделство уште еднаш информира дека картичките за зелена нафта за земјоделците од општините Струмица, Василево, Босилово и Ново Село се изготвени и пристигнати во подрачната единица на Министерството во Струмица и истите може да се подигнат секој работен ден од 8 до 16 часот со документ за лична идентификација на барателот кој што минатата година имал поднесено барање за субвенции.